Скопје во деновите на својот брз и крупен чекор кон височините на најсовремениот материјален стамбено-комунален развиток. Тоа беа денови што значеа години по размерите на преобразбата на градот. А годините во неполни 2 децении на слободен и средишен развиток во центарот на Социјалистичка република Македонија восхитувачки ги надоместуваа вековите на чмаењето во сиромаштијата и робувањето на македонскиот народ. Од 67.000 жители во деновите на ослободувањето 1944 година, Скопје порасна во град со 220.000 жители во 1963 година, со што го зазеде третото место по големина во Југославија. Многократниот растеж на населението во градот беше проследен со исто толкав брз и обемен пораст на сите комунални и стамбени капацитети. Од 16.000 стари и во најголем дел нехигиенски станови во 1944 година, градот го зголеми стамбениот фонд до 1963 година за нови 20.000 комфорни станови. Катастрофалниот трус од 10 степени што настана во длабините на скопското тло на 26. јули 1963 година му нанесе огромни разурнувања и непреценливи материјални штети на целокупното стамбено-комунално богатство на градот. Исврлено од своите разурнати или тешко оштетени домови и работни простории, 200.000-ното граѓанство на Скопје се прибра во овие привремени засолништа без најнеопходните комунални уреди и инсталации. Парковите, скверовите и другите зелени површини на разурнатиот град се претворија во долга низа од шаторски населби. Тука заживеа семејствата. Тука ја продолжија дејноста и над 1000 работни организации од стопанството, комуналните служби, културните установи, републичките и локалните органи на власта. Се пренесе овде целокупниот живот на Скопје. И од тука тој постепено почна да се враќа во опустошениот град, за да се остранат последиците на разурнувањето во домовите, во работните организации, на улиците, во сите области на комуналиите. А последиците се на сите страни, од распукнатата површина на тлото па до се она што врз тоа тло со години го создавала мислата на урбанистот, изведбата на инженерот и техничарот, раката на зидарот и палицата на уметникот. Градските улици и тротоари заземаат едно од челните места во оштетувањето на комуналните објекти на градот. Од деформацијата на тлото, разурнувањето на зградите и употребата на тешка механизација за отстранување на урнатините, наполно се уништени 430.000 квадратни метри улична површина. Во парична вредност, овие комунални оштетувања се ценат на 2,5 милиарди динари. Оштетувањата пак на тротоарите изнесуваат 265.000 квадратни метри. Заедно со одронувањата на подпорните зидови на кајовите, оштетувањата на тротоарите се ценат на 1 милиарда и 55 милиони динари. Поврзано со директните штети на градската управа за патишта, овие комунални оштетувања изнесуваат 5 милиарди 175 милиони динари. Сегашните 3 мостови на Вардар за моторни возила и 1 за пешаци не ги задоволуваат новосоздадените потреби. За несметаното одвивање на обновата и изградбата на новиот град се наметнува потребата од вложување на средства за изградба на уште неколку мостови на горниот и долниот тек на реката, како и за пробивање на 18 нови сообраќајници кои ќе одговараат на зголемениот сообраќај. Автобускиот и железничкиот сообраќај, со кој Скопје учествува со 60% во републиката, останат сега без главната железничка станица и со тешки оштетувања на товарната станица и магацинскиот простор, е исто така исправен пред големи тешкоти и материјални загуби во настојувањето да одговори на зголемените потреби на градот. И водоводните и канализационите објекти на градот претрпеа од земјотресот значителни оштетувања, што повлекуваат директни и индиректни штети од 3 милиарди 82 милиона динари. Со привременото сместување на граѓаните и работните организации во шаторските населби, лоцирани во градските паркови и зеленила, уништени се десетици илјади квадратни метри зелени поврвнини, чија штета изнесува 1 милиарда и 65 милиони динари.
Зградите и инсталациите на трите градски бањи, Пошта, Хуријет и Стара Нова бања, се наполно уништени, така што и во овој поглед населението на Скопје по земјотресот остана без неопходните комунални услуги. Развиената и најсовремено опремена здравствена мрежа на градот загуби во земјотресот 40 од вкупно 60 болнички и амбулантски згради, како и голем дел од опремата. Овие оштетувања и загуби, што ја покачуваат скалата на штетите од земјотресот за уште 4,5 милијарди динари, паѓаат во толку потешко што провизорното сместување и на населението и на здравствените организации е непогодно за целосна и ефикасна здравствена заштита. До земјотресот Скопје имаше 5 пространи пазарни пунктови за селскостопански производи и еден сточен пазар со вкупен продажбен простор од 37.000 квадратни метри. И овде градежниот дел и опремата се значително оштетени, така што материјалните загуби се ценат на 343 милиони динари. Богатиот и во поголем дел модерен продажбен простор на градската трговска мрежа со 676 продавници е уништен од земјотресот над 60%. Ова значително го отежна снабдувањето на граѓаните со стоки од широка потрошувачка, а посебно со прехранбени артикли. Заедно со разорнувањето на продажниот, магацинскиот и административниот простор, оштетувањето на трговската мрежа на градот изнесуваат 4 милијарди динари. Иста е положбата и со разумнувањата настанати во поштенско-телеграфската и телефонската мрежа на градот. Земјотресот не ја поштеди и монументалната зграда на главната пошта, каде што беа сместени старата телефонска централа со 5000 броеви и новата со 6000 броеви. Материјалните штети во оваа област на градските услужни дејности се ценат на 5,5 милијарди динари. Тешко е оштетена и ќе мора да се урне и зградата на радио-телевизија Скопје. Во сите делови на градот, погледот се среќава со урнатини и оштетување на многобројните објекти и инсталации на скопската електрична мрежа. Туку што изградената централна трафостаница, потоа трафостаницата Дизел од 35 киловати и уште 25 други трафостаници се разурнати или тешко оштетени. Далеку повеќе трансформатори, каблови, воздушна мрежа и друга електрична опрема се исфрлени од употреба. Се тоа ги сведува материјалните загуби и оштетувањата на градската електрична мрежа на 1 милијарда и 436 милиони динари. Имаше овој град и стотици други општествени, јавни и културни дејности, сместени во најубавите и најпространите згради, што го сочинуваа неговиот интензивен и разновиден живот. Меѓу нив посебно се загрозени со наполно разурнување на зградите Народната и универзитетската библиотека, Државната архива, Народниот, Младинскиот и Малцинскиот театар, Историскиот музеј, Универзитетот, 45 училишта од прв и втор степен и 11 научни институти. Разурнувањето и оштетувањето на работните простори се протегаат и на 40 други работни организации во областа на банкарската дејност, угостителските услуги, стопанските организации, Скопскиот саем, како и на републичките органи на управата. Недогледната скала на пустошот и урнатините што ги донесе катастрофалниот потрес, го добива својот врвен уништувачки биланс со страотните размери на оштетувањата на целокупниот стамбен фонд на градот. Од 36.000 станови разурнати се или непогодни за живење 28.000. Материјалните штети во областа на стамбениот фонд се ценат над 100 милијарди динари. Уште во првите денови по земјотресот, додека населението на Скопје ги преживуваше најтешките искушенија на соочувањето со ужасите на катастрофата, се роди нешто посилно од смртта и разурнувачкиот потек на земината катаклизма. Се роди мислата во срцето на човекот од Скопје и од сите други градови на југословенската заедница, да му се врати животот на разурнатиот град, да се обнови и изгради ново Скопје уште поубаво.
со огромни материјални напори на сите југословенски народи, како и со помошта на народите од целиот свет, оваа мисла веќе се спроведува во дело. Се градат монтажни стамбени и комунални објекти во приградските населби. Се санираат оштетените комунални, стамбени и општествени згради во градот, за да можат до крајот на годината да се сместат за живење и работа 120.000 жители активно население. Во текот на идните години на изградбата на ново Скопје, како што тоа се покаже и во деновите на катастрофата, овој град ќе ја символизира заложбата на целокупната југословенска социјалистичка заедница и солидарноста на народите од светот, за да се издигне уште повеличествено во името на животот и неговиот незапирлив тек, со уште поразгранато и побогато комунално стамбено устројство. За сето тоа ќе уследат за граѓаните на Скопје години на вонредни напори и големи материјални вложувања. Во сите напори и вложувања тие ќе истраат, зашто зад себе ја имаат подпората на секој југословен и на многу луѓе и народи во целиот свет.